Понижувана, физички нападната и горена со цигара од нејзини соученички, а дел од насилството снимено и со мобилен телефон. Ученичка од основно училиште во општина Ѓорче Петров преживеала вистински кошмар. Била жртва на врсничко насилство. По преживеаниот стрес, девојчето побарало лекарска и психијатриска помош. Ова според надлежните не е прв случај на насилство врз истата ученичка. Училиштето го пријавило настанот и веќе презема мерки, додека случајот е пријавен и во Министерството за образование и наука. За случајот постапува и Министерството за внатрешни работи во координација со јавен обвинител. Во моментов се работи на целосно документирање на настаните преку повикување и разговор со повеќе инволвирани малолетнички во придружба на нивни родители и собирање на други материјални докази во насока на расчистување на случајот. Министерката Весна Јаневска апелира на поддршка од родителите за тоа што вели институциите не можат сами да се справат со ваквите појави. Имаме иницијатива повторно за еден проект да пробаме на некој начин да се справиме со семејното насилство, затоа што најчесто овие агресори се резултат на нешто што се случува дома. Еден апел да дадам до родителите повеќе да внимаваат и повеќе време да поминуваат со своите деца. Да доживееш таква повреда и да бидеш понижуван пред своите и од своите другари е нешто што останува длабоко да седи во личноста. На травматизирана личност и треба многу внимание и стручни лица кои ќе работат со жртвата да ја кажат дека таа не е виновна за тоа што и се случило, а срамот и вината е на тие кои што го направиле делото, вели психологот Мирјана Јовановска-Стојановска. Му треба голема стручна помош на девојчето што настрадало. Ама јас сепак се залагам дека и оние кои го направиле делото им треба озбилна стручна помош, затоа што тие се исто наши деца. Тие се деца исто дел од нашата иднина и би било многу сурово кога они би останале обележани за цел живот со делото што го направиле. Им треба помош да имаат увид што е тоа што направиле, да знаат како дошле до тоа, да така да реагираат и како поинаку во иднината би можеле да се однесуваат и да ги решаваат споровите. Според експертите, ваквите случаи можеби не се новост, но тие се во растечки тренд и во посериозна форма. Сметаат дека влијанието на социјалните мрежи, филмовите и видеоигрите придонесува за создавање надпревар во насилно однесување меѓу младите.